Екипата на Бекстејдж во една, можам да кажам, дождлива, преубава вечер. Дождливо е, меѓутоа мирна ми е некако овде атмосферата пред самиот почеток на представата Кец на десетка, во која што игра големиот, слободно ќе кажам, и по моje мислење и по мислењето на целата публика, Александар Микик. Се јавуваме во моментов од гримјорната на Македонски народен театар. Добре дојдовте во Бекстејдж. Добро најдов и добро ми дојдовте во гримјорната. Кец на десетка, 99-та изведба и следува 100-та јубилејна. Што значи оваа улога за вас? Па, да обстане една представа 100 пати е секако успех, голем успех. Значи 50 е јубилеј, ама 100-ка е уште поголем. Така да многу ми е драго што представата успеа, обстана и се продава, народ ја гледа, публика доаѓа, секогаш сме полни кога ја играме и посебно ми е драго затоа што во текот на работата имавме доста проблеми, тешко беше, напорно беше, ама еве продуктот си каже и си ја тераме 100 пати. Вие сте толку години успешно застапен на македонскава актарска сцена. Дали и ден денес чувствувате трема пред настап? Па, можам да го кажам тоа како некоја си позитивна трема, значи во еден период многу играв, уште бевме во стариот театар, што скоро секој ден доаѓав на представа, ќе се облечам у костим, играв едно друго и некако ми се изгуби желбата, ми стана као рутина. И кога заврши сезоната, се запраша, викам, добро, што се случува со мене? Сега некако пак си се вратив на старите работи, дека ова е моја желба да се бавам со оваа професија и секогаш имам една така позитивна, да ја кажеме, трема пред настап. Ако ве прашам дали постои некоја улога во вашиот живот која што ве променила не само како актер, туку и како човек, има ли таква? Кај ги смислува? Такви ни се. Прашања сега па да мислиме, тука brain burning да ми прави. Не, има доста улоги кои стварно значеле некакви пресвртници во мојата кариера, во мојот живот. Мислам дека една од првите такви улоги што ја изиграв, која некако ме дигна и ме етаблира малце повеќе, беше Перверзии. Таа беше приватен проект, ја игравме во Драмски театар. После тоа некако почна да се редат и други представи кои ми се исто многу драги и мислам дека многу придонеле за начинот на кој ја го разбирам и театарот и глумата. Тоа се, да кажам, професионалци кои ја правевме на времето за Младински културен центар, па Светулки во ногта, Не се клади на енглези. Мислам дека една од позначајните улоги во која открив и многу работи во однос на театарот и глумата и на работа со режисери, животот е прекрасен, така да има повеќе представи. Да. А иначе сите улоги си ги сакам. Кој е според вас најголемиот мит за актерската професија кај нас, а од друга страна што е суровата реалност? Па, ја не го знам митот, кој не знам што е митот за актерот кај нас. Можда митот за актерот во светот, ама кај нас е, како да кажам, мач со две оштрици, малце незахвална работата. Ти си мала средина сме, брзо се станува популарен, ако имаш, нели, среќа да играш во добри представи, филмови, серии и така натаму. Едноставно си дел од овој свет и ја така се однесувам. Ја неам некоја илузија дека јас сум некоја си звезда, па така ќе се понашам. Напротив, јас сум Александар Микич и сите што ме знаат дека сум тој. Дали вас лично повеќе ве предизвикува, да кажам, театарот или пак филмот? И зошто сега филмови нормално поретко се снимаат, меѓутоа што повеќе ве привлекува? Каде повеќе се пронаоѓате или за добар актер нема лоша улога? Театарот ми е прва љубов, значи така
така ја засакав и глумата, значи уште пред да се запишам на академија имавме една аматерска театарска група каде што сами си пишувавме, сами си режиравме, сами игравме, пратевме се што се случува на МОТ, идевме тука, така да некако првите чекори ми беа во театарот. Имав малку страф од филмот, ама сега мислам дека и филмот го сакам, ако не повеќе, тука као театарот. Дали постои одредена улога која што ви била понудена во текот на вашата кариера, а вие сте ја одбиле? Едноставно сте имале конфронтација со режисерот, не сте се пронаоѓале, сте сугерирале некако? Жива материја е. Значи, секогаш кажувам дека глумата, театарот, па и филмот е тимска работа. Да, режисерот има една визија во која ние треба да изиграме и да даеме, ама ако неаме добра соработка со режисерот, ако не се разбираме, ако не може едноставно да се најдеме, тогаш излегува лош продукт. Нормално да има понекогаш несогласици, кавги и такви работи, ама ја тоа викам се во рок на службата, на крајот ако продуктот е добар, се заборава и се тера дале. А што Александар Микик го прави вистински среќен далеку од аплаузите на сцената? Во последно време тоа е мојата фамилија. Значи, кога ќе си дојдам дома, без разлика што ми се случило на работа, едно друго, кога ќе се ја видам фамилијата, тоа ми е најубаво. Моите деца и сопругата, се разбира. Како би сакале вашата публика да ве опишува и да ве помни низ животот како актер, но и како човек? Како што сум заслужил. Навистина искрен одговор. Кога би можеле да одиграте една улога во реалниот живот, каква би била таа ако не сте актер? Зашто друго ве бидува? Па ме бидува, ја мислам дека ме бидува за повеќе работи. Веројатно би бил кувар. Многу сакам да готвам, да стварно предизвик ми е да не ми е ни предизвик и секојдневица ми е, пошто стварно сакам да готвам, не ми е тешко да направам, да видам рецепти, да ги искомбинирам, да ги адаптирам на наши услови. Едноставно сакам да готвам, ама не е само тоа, значи сакам и да резбам маски, сакам да работам со дрво, сакам да правам мебел, сакам да играм игри многу, сакам да дизајнирам игри. Мислам дека 2-3 живота ми се малку за да го направам се она што сакам. Што е она што Микик најмногу го лути и од друга страна она што најмногу го смирува во секојдневието? Па мислам дека неправда многу ме лути. Кога гледам неправда, стварно не ми е убаво. Кога гледам што се случува и дека едноставно се невистинските вредности се ставаат на прво место и проаѓаат како нешто што е нормално, тоа за мене е поразително. Што е она што од денешна перспектива би го посоветувале младиот Александар, можеби оној од студентските или средношколските денови? Што би сакале да знае, а не му било јасно тогаш? Мислам дека би го посоветувал да биде похрабар. Благодариме многу за одвоеното време и ќе уживаме и ние во представата. Фала многу. Чао.